Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска сме овде за да ја најавиме визијата за Македонија. Ја враќаме мокната, стабилна, спокојна и среќна средна класа. Создаваме општество на слободни и еднакви граѓани во модерна и европска Република Македонија. Со проектот Вистината за Македонија покажавме и докажавме најдиректно како е уништено достоинството на граѓаните, на институциите на системот на нашата држава. Со проектот Визијата за Македонија го враќаме достоинството на граѓаните, на институциите на системот на државата. Почнуваме веднаш. Нашата визија за Македонија ја ставаме на јавна расправа во Република Македонија. Ова се темелите. Платите на граѓаните обезбедуваат пристоен живот. Пензиите обезбедуваат достоинствена старост. Даноците се помали за сиромашните граѓани, а повисоки за најбогатите. Социјалната помош ги извлекува корисниците од сиромаштија. Државата помага развој на домашните предпријатија, тие отвараат нови работни места. Земјоделците располагаат со својата земја, за родот обезбедуваме пласман. Вложуваме во домашни енергетски капацитети за стабилна и поевтина струја. Градиме модерни патишта за безбеден сообраќај. Лекарите ги задржуваме во јавното здравство со достоинствени услови за работа. Граѓаните кои имаат потреба од лекарска помош добиваат квалитетни и брзи услуги. Наставниците и професорите се почитувани и вреднувани. Клучно во образованието на учениците и студентите е да научат, не е оценувањето. Полицијата ги штити граѓаните, а не власта. Прва задача на инспекциите е да укажуваат, а не да казнуваат. Живееме во чиста животна средина со современа заштита на воздухот, водата и земјата. Граѓаните сите основни потреби може да ги завршат во општините во кои што живеат. Создаваме општество во кое има место за сите. Граѓаните остануваат да живеат во Македонија и ги враќаме оние кои заминале. Живееме без притисоци, уцени и закани во безбедна, демократска, европска Македонија, членка на Европската Унија и НАТО. Владата е сервис на граѓаните. Вакво општество е можно, почитувани граѓани. Тоа е општество на стабилна и спокојна средна класа, која ќе биде двигател и браник на сите економски и демократски процеси во државата. За таа цел не се потребни ни 100, ниту 1000 чекори, ниту пак 100.000. Што е потребно? На темелите што ги соопштив, подигнуваме 5 столбови и на нив го поставуваме општеството. Првиот столб обезбедува одговорна власт и контрола над власта. Го враќаме во владение на граѓаните општеството, кое е сега киднапирано од мала група луѓе на власт и спречуваме тоа во иднина да се случи. Вториот столб обезбедува праведна распределба на доходот и излекување од сиромаштијата. Воведуваме промени во даночниот систем и системот на социјални трансфери на принцип на правичност. Третиот столб обезбедува развој на домашните капацитети и пристојна работа. Поставуваме основ за економски развој и за отварање работни места. Приоритет е поддршката на домашните предпријатија. Четвртиот столб обезбедува европска иднина и квалитетен живот. Градиме општество по европски терк со нова енергија во евроатлантските интеграции на Македонија. Петиот столб обезбедува едно општество за сите. Ставаме крај на изградбата различни колосеци, македонски, албански или какви и да се. Со тоа постигнуваме внатрешна стабилност на нашата земја. 5 столбови ги креваме истовремено. Успех во борбата со сиромаштијата,
не е можен ако не се обезбеди стабилна домашна економија. Развој на економијата не е можен без добри меѓуетнички односи. 5 столбови ја обезбедуваат долго бараната неопходна сигурност во нашите животи. Ова е накратко нашата визија за Македонија. Ќе биде доставена до сите граѓани, организации во повикот кој што денеска го правиме. Знаеме дека секој има своја визија. Затоа го отвараме процесот на усогласување со граѓаните. Сакаме да ги вкрстиме визиите. Таму каде што во мнозинство ќе се пресретнеме во иста точка, тие мерки ќе бидат дел од програмата. Ќе излезете, ќе видите. Првиот пункт е поставен пред седиштето на СДСМ. Ќе бидат отворени и други на многу други места. Секој граѓанин може да дојде и да ја остави својата идеја и да ја сподели неговата визија за Македонија. Од денеска отвараме и широки дебати со секој заинтересиран да учествува. Првата дебата е вечерва во Неготино. По секои 2 дебати низ Македонија ќе следува централна дебата во Скопје на иста тема. Отвараме можност и за онлайн комуникација преку интернет, каде што секој може да го каже својот став, коментар, дополнување. За ова дополнително ќе ви известиме. Процесот на градење заедничка визија за Македонија е отворен во следните 5 недели. Секое мислење е важно, секој придонес е драгоцен. Сакаме да слушнеме квалитетна расправа, предлози, критики, сугестии. Подаваме рака во име на Социјалдемократскиот сојуз до секој граѓанин поединец, група, здружение, организација, заедно да ја испланираме обновата на нашата земја. Програмата со која ќе излеземе пред јавност по целиот процес на усогласување ќе биде програма за граѓаните и од граѓаните на Република Македонија. Само на овој начин, убедени дека сме на истиот пат, од 24 април, заедно, успешно, ќе ја градиме иднината на Македонија.